Tačno ke ja sakam, postaja svoja, skopni kaže mi. Со интензивна динамика продолжуваат градижните активности за реконструкција на главната улица Боро Менков во населбата Скопје Север во Скопски Бутел, каде веќе започна и процесот на асфалтирање. Станува збор за еден од позначајните инфраструктурни зафати во овој дел од градот, со кој се очекува значително подобрување на сообраќајната и пешачката инфраструктура. Градоначалникот на општина Бутел, Дарко Костовски, информираше дека работите се одвиваат според планираната динамика, при што реконструкцијата не се однесува само на коловоз, туку опфаќа и уредување на паркинг просторите, како и изградба и обнова на пешачките патеки. Со овој проект се предвидува целосно модернизирање на улицата, што ќе придонесе за побезбедно и поефикасно одвивање на сообраќајот, но и за подобри услови за жителите од овој дел на градот. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува околу 27 милиони динари. Средства кои се насочени кон подобрување на инфраструктурата во населбата Скопје Север. Од локалната самоуправа истакнуваат дека ваквите проекти се дел од пошироката стратегија за рамномерен развој на сите делови од општината. Општина Кисела Вода во соработка со Кинотека на Македонија организира бесплатна проекција на култниот македонски филм Тетовирање во режија на Столе Попов. Настанот ќе се одржи на 9 април оваа година со почеток во 19 часот во новото кино Берзум во населбата Драчево. Влезот за проекцијата е бесплатен за сите посетители, но поради ограничениот број на седишта потребна е претходна резервација на билетите. Заинтересираните граѓани ќе можат да резервираат место во периодот од 7 до 9 април секој работен ден од 7:30 до 15:30 преку телефонските броеви обезбедени од општината. Од општина Кисела Вода информираат дека оваа проекција е дел од поширока иницијатива насочена кон збогатување на културниот живот во овој дел од градот. Преку вакви настани, како што велат, се овозможува поголема достапност до македонската кинематографија и се промовираат значајни домашни филмски остварувања пред пошироката јавност. Општина Ѓорче Петров официјално го објави јавниот повик за доделување субвенции во износ од 10.000 динари за полагање на возачки испит, наменет за млади лица кои за прв пат аплицираат. Од општината информираат дека со оваа мерка продолжуваат со директна поддршка на младите, овозможувајќи полесен пристап до возачка дозвола. Како што посочуваат, станува збор за значаен чекор кон поголема мобилност, независност и зголемени можности за вработување. Градоначалникот истакна дека вложувањето во младите останува еден од клучните приоритети на локалната власт, нагласувајќи дека ваквите мерки представуваат инвестиција не само во индивидуалниот развој, туку и во иднината на заедницата. Право на аплицирање имаат жители на општината кои за прв пат полагаат возачки испит согласно утврдените критериуми. Јавниот повик е веќе отворен, а сите заинтересирани можат да се пријават според условите објавени на официјалната веб страница на општината. Од локалната самоуправа потенцираат дека остануваат посветени на креирање политики што носат конкретни придобивки и директна поддршка за граѓаните, со посебен фокус на младите. Општина Карпош и оваа година традиционално по 34 пат реализира хуманитарна акција во рамки на која се доделени повеќе од 140 пакети за граѓани и семејства во социјален ризик. Акцијата беше спроведена преку одделението за детска социјална и здравствена заштита, а пакетите содржаа основни прехранбени производи како зејтин, брашно, ориз, конзервирана храна и кондиторски производи, како и средства за хигиена. Донациите беа обезбедени од учениците од општинските основни училишта, децата од детските градинки, како и од вработените во општинската администрација. Од општината информираат дека оваа хуманитарна акција традиционално се организира 2 пати годишно, во пресред на Великден и на есен по повод одбележувањето на роденденот на општината. Градоначалникот Сотир Лукровски и општинската администрација остануваат посветени на континуирана поддршка на ранливите категории граѓани. Целта е не само обезбедување на основна помош, туку и создавање услови за нивна поголема вклученост и конкурентност на пазарот на трудот, со што би се намалил социјалниот ризик. Во скопската населба Мичурин започна реконструкцијата на една од клучните сообраќајници улицата Симеон Кавракиров, проект кој има за цел значително подобрување на сообраќајната инфраструктура и условите за движење на граѓаните. На стартот на градижните активности присуствуваа градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски и председателот на владата Христијан Мицкоски.
Тие извршија увид во почетокот на работите, означувајќи старт на, како што беше истакнато, долго очекуван инфраструктурен проект. Според Митевски, улицата со должина од 485 метри представува значајна сообраќајна артерија, низ која секојдневно поминуваат голем број граѓани, поради што нејзината реконструкција е од особена важност за безбедноста и мобилноста во овој дел од градот. Проектот опфаќа целосна обнова на коловозот, изградба на нови безбедни тротоари и поставување нова асфалтна конструкција. Предвидено е вградување на околу 3950 квадратни метри асфалт и уредување на 2305 квадратни метри тротоари со бекатон. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 22 милиони 630 илјади денари. Од општината посочуваат дека со реконструкцијата улицата ќе добие современ изглед и значително подобрена функционалност, што директно ќе придонесе за побезбеден и поефикасен сообраќај. Градоначалникот изрази благодарност до владата за поддршката во реализацијата на проектот, нагласувајќи дека општина Аеродром продолжува со засилено темпо на инфраструктурен развој. По повод Светскиот ден на здравието 7 април општина Кисела Вода во соработка со Институтот за јавно здравје и волонтерите од Црвениот крст денеска организираше бесплатни здравствени прегледи за граѓаните. Настанот се одржа на две локации, паркот Македонија и паркот на бранители во Драчево, каде од 10 до 12 часот граѓаните имаа можност да ја проверат својата здравствена состојба. Акцијата опфати мерење на крвниот притисок, проверка на нивото на шеќер во крвта, како и други превентивни здравствени услуги придружени со стручни совети од здравствените професионалци. На настанот присуствуваа градоначалничката Бетиста Менковска-Трајковска, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Грижата за здравието на жителите наш врвен приоритет. Преку ваквите иницијативи придонесуваме за подигнување на свеста за важноста на превентивните прегледи и редовната здравствена контрола. Општината континуирано ќе поддржува проекти кои го подобруваат квалитетот на животот. Сакам да им се заблагодарам на директорката и волонтерите од Црвениот крст за успешната реализација, истакна Стаменковска-Трајковска. Општина Центар започна со реконструкција на вториот дел од улицата Ленинова на потегот од булеварот Партизански одреди до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во должина од над 600 метри. Градоначалникот Горан Герасимовски информира дека во моментов се реализираат првата и втората фаза на проектот. На делот од улицата Наум Наумовски Борче воведен е привремен режим на сообраќај во наредните 30 дена. Сообраќајот се одвива по една коловозна лента, додека за време на асфалтирањето ќе има и целосни затворања со пренасочување на возилата по околните улици. Станарите ќе имаат пристап до своите домови, а интервентните возила ќе бидат пропуштени. Герасимовски нагласува дека со реконструкцијата се воспоставува континуитет со првиот дел од Ленинова. Проектот опфаќа уредување на коловозот, тротоарите и пешачките патеки, поставување на велосипедска патека и обновување на зеленилото долж целиот потек. Целта е создавање на поуредена, побезбедна и функционална улица која ќе ги задоволи потребите на граѓаните, велат надлежните. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе